Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе направиме видео за вести. Со тоа што прво мора да напоменеме дека се уште имаме неколку одредени фундаментални закани по криптосекторот кои што може да донесат пад на пазарот повторно. А тоа се, значи, пред да продолжиме со вестите, морам да ги напоменам затоа што многу луѓето мора да знаат што точно чекаат на пазарот и што може да донесе нагли промени. Првата и најголема е потенцијален пад на Digital Currency Group заедно со Grayscale и нивниот Genesis, кој што е моментално најзагрозен, за кој што ќе поразговараме денеска малку подолго, ќе видиме која е нивната ситуација, што моментално се случува од оние лимитирани информации кои што можеме да ги најдеме. За жал, знаете и сами, ваков тип на огромни корпорации не се многу активни во светот на вестите, со причина нормално. Вториот е ситуацијата со Ripple и SEC, односно било која ситуација моментов каде што би тонеле во една или во друга насока може драстично да го смени правецот во кој што се движи криптосекторот, со оглед на фактот дека или победа или загуба на Ripple ќе донесе соодветен пад или раст на пазарот, и тоа голем, верувајте ми, со оглед на фактот дека не е толку победата на Ripple колку што е легислативата која што ќе произлезе од ваква одлука, каде што ако се донесе регулатива со тој случај, затоа што знаете и сами дека во Америка се регулира повеќе со пресуди отколку со потенцијални закони. Значи, доколку се донесе одредена пресуда, истата ќе биде показател или водилка која што ќе биде користена од други проекти или пак од SEC наспроти криптосекторот во однос на тоа дали ќе биде позитивна или негативна за Ripple. Така да имајте го тоа во предвид, тоа е една многу битна работа. Единствен излез од тоа, да речеме, за двете страни, да заврши ова, да речем, неутрално, би било да се спогодат SEC и Ripple, што е се уште можно. Ако тоа се случи, тоа ќе имаме ситуација во која што нема да произлезе нова регулатива, поради тоа што помеѓу себен договор, значи дека или едните ја признале вината па плакаат некоја одредена мала сума, или како и да е, или пак SEC признал дека направил грешка, што е тоа ќе биде прв пат во историјата, и на тој начин фактички нема да го гони понатаму Ripple. Така да, значи, тоа е единствениот излез кој што не би го поместил драстично пазарот, се останато сигурно ќе го помести во една или во друга насока. Значи, тоа се двата основни. Како и секогаш го имаме оној страф од потенцијален почеток на војна или, да речем, било каков тип на макро геополитички случај кој што може да се преобрази во економски исто така. Значи, како што можеме да видиме на традиционалните пазари, ќе го споредиме утре во нашата техничка анализа каква е ситуацијата и што се случува, но тоа е во однос на техничката анализа. Денеска работиме исклучиво на фундаментална анализа и какви има нови вести моментално на пазарот кои што може да предизвикаат некаков вид на реакција. Првиот е од 19 декември, тоа е од вчера, каде што можеме да видиме дека моментално, да речем, големи глави во американската администрација, како што е, да речем, во оваа ситуација, дечко, не, само не каде, да е, значи Шерод Браун, кој што е уствари и председател на Комитетот за банкарство, вели, можеби треба да го банираме целото крипто. Истите ствари постојано се случуваат, ништо ново, повелете слободно, додека во исто време, значи, пазете, ова е само предлог, не значи дека ќе го банираат крипто, верувајте ми, таква вест многу ќе го помести пазарот, со тоа што, да напоменем уште еднаш, они се многу свесни дека таков тип на изјава може само да направи огромен број од проектите кои што ги имаат да се отцелат подитно и на тој начин да изгубат огромен прилив на средства. Како од самите даноци, така и од она што да го имате ова во денешно време како економија, и тоа најголемиот дел од економијата, која што за жал се уште е во бурика, значи е многу лукративна работа, со оглед на фактот дека не станува збор само за криптопроекти, станува збор и за мајнери, станува збор за менувачници, станува збор за огромен сектор кој што они како нов сектор кој што потенцијално допрва треба да почне да прави пари, би бил огромна загуба, зашто говори и, да речем, во случајов Coinbase и неговиот представник, односно Брайан Армстронг, кој што ствари CEO на Coinbase, вели, било каков тип на негативна регулатива, директно ќе произлезе со ваков тип на преселување на овие проекти надвор од Америка, што не верувам дека е нивната цел, посебно со оглед на фактот дека веќе администрацијата на Бајден се одлучила за регулаторен пристап, да речем, кон овој проблем, но се уште нема ништо.
Проблемот е што они се одлучиле за регулаторен пристап, а нема никакво поместување во тој сектор, додека во исто време ги имате СЕК, што се буквално, значи касапот се е по список, по нели крипто секторот, така тоа е сосема противречно на оно што го прават. Но нормална работа, зошто би регулирале кога може да си правите пари со поштено уцени, со нема регулатива, ја ви кажувам кои се правилата, значи тоа моментално секој прави. Не гледам причина зашто да престанат кога може да направат многу повеќе пари вака. Плюс да не забораваме дека многу од овие проекти финансираат во лобито, како што е на пример Сэм Бенкман-Фрид, кој што е втор најголем донор на Бајден кампањата за председател, нели? Само легални фаци се гледа дека финансираат во американскиот систем. Е така, сега значи следно, ова е не толку битен, но би го спомнал затоа што има некоја логика. Значи, ова е фактички одредена, значи ова е аналитичка фирма, Sentiment се нарекува, значи покажува некои моментални ситуации во криптосекторот, односно како што и самото име говори за оваа компанија, истата работи со сентимент на пазарот, односно позитивен и негативен, значи фактички репутација на самиот криптопазар, со тоа што значи интересни наоѓања имаат во однос на ситуацијата, значи вели вака. Од досегашната работа на оваа компанија, кога ќе дојде до овакви екстремни левели на FUD, односно Fear, Uncertainty and Doubt, значи страф, несигурност и сомнеш, доаѓа до момент каде што значи тоа се еден од главните индикатори кои што покажува дека се наоѓаме на самото дно на еден bear market, со тоа што они тоа го демонстрираат во овој чарт овде, каде што вели во претходната недела, значи нели до самата недела, значи имаме екстремно ниво на страф кое што потекнува прво од самиот пат на FTX, а потоа и од потенцијалниот пат на Binance и на Grayscale, што можеме да видиме дека уште од август во оваа година не сме виделе ништо блиску до оваа количина на страф на пазарот, што генерално се, значи од каде сега нели повторно мора да ги преиспитуваме. Не може само да прочитаме нешто и да се надеваме дека тоа е во право. Значи јас ова како информација на пример го проверувам по мои да речеме индикатори на што мене ми е расположливо моментално. А ако се сеќавате, ние разговаравме дека буквално во оваа ситуација, значи на место е тоа што го кажуваат, дека значи ова беше пред само буквално негде пред претходната недела. Значи имаме скоро од 0,51 на Bitcoin Sentiment, Bull and Bear Index, така? Значи 0,51 тоа значи дека повеќе од се зборува, значи фактички од 0 до 1 е целата скала во која што да речем се представува колку се зборува или не се зборува за одредена тема во ситуација нормално за биткоин и за крипто, со тоа што замислите на апсолутното дно на bear маркетот да имате вредност од 0,51, тоа е фактички 50% од максималната вредност што досега била снимена во која што да речем социјалните мрежи разговараат за криптосектор. Со тоа што знаеме и сами, како што се сеќавате неколку пати го напоменувам, дека станува збор за исклучиво негативна тематика, значи не разговараат во позитивна, верувајте ми, со тоа што моментално имаме само негативни вести на пазарот, што на некој начин на вистина се поистоветува со тоа што и они моментално го направиле како анализа, каде што ваквиот екстремен страф значи покажува дека на вистина моментално имаме крајно негативни погледи на криптосекторот, со тоа што да не забораваме, тоа што они го кажуваат вистина, значи најчесто кога е најцрно, она што велат, значи најтемно е пред зората, буквално во тој момент уствари и се случуваат најчесто овие пресврти, затоа што истата ситуација е и обратно. Значи кога се наоѓаме на апсолутен врв, кога се наоѓаме на пример на кога бевме на 70.000, немаше негативни вести, се беше одиме на 2 милиона. Значи, истата ситуација и овде, кога почнува најцрните вести да доаѓаат, тоа е крипто оди до нула, ќе го банираме, бла бла бла, најчесто се случува да направиме пресврт во самиот циклус, со тоа што ќе кажам уште еднаш. Пресврт е можен, не е сигурен, ништо не е сигурно, не само во крипто, туку и во целата економска сфера во светот, без разлика дали станува збор за традиционални пазари или не. Значи, битно е да ги следиме и вестите заедно со техничката анализа, за да можеме да утврдиме една целосна слика за тоа каде се наоѓа маркетот, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, и ние сме многу сигурни во тоа дека се наоѓаме негде многу блиску на самиот крај, на самото дно, но мораме тоа да го оформиме пред да можеме да разговараме за него. Така, значи, како што кажав,
колку сакате да го гоните, колку сакате да се обидувате да го најдете, едноставно е скоро невозможно. Многу често може да сте алоцирале некој дел од вашето портфолио на самото дно, а да го знаете тоа дури месеци подоцна, кога официјално ќе погледнеме назад и ќе кажеме да, на вистина тоа било дното, истото и за самите врвови во било кој биткоин циклус. Сега, интересна работа, значи моментално овие се јавните обвинители од Обединетите американски држави кои што моментално прават пробинг, односно се обидуваат да утврдат точно каде Бушавиов има платено пари. Знаете и сами, ова е Сем Бенкман-Фрид, тоа е уствари CEO-то на тоа што ваквите данаци кои што биле плаќани на демократската и на републиканската страна, ќе кажете колку павено, и плаќаат двете страни, нели, за секој случај. Така да моментално се обидуваат да утврдат на кого и што било платено, со тоа што сега веќе имате огромен број на политичари кои што испаѓаат и враќаат пари назад, затоа што наводно нели се разочарани, ова е како да кажам, значи не е ова демократите, ова не се американците, не, ова е негативни работи никако со они поврзани, не. Со тоа што моментално имате луѓе кои што ги враќаат парите назад или пак ги уплаќаат у некои черити ситуации, на пример, не знам, бездомници и слично. Како и да е, моментално се вршат на двете страни соодветни истражувања со цел да се најде точно кој и колку бил платен од господинов Бушев. Останува да видиме што тоа ќе испаде. Нормално и да има нешто, тоа многу јасно е дека нема да биде покажано јавно, не знам зошто луѓето мислат дека ќе има некаква информација. Тоа што е интересна работа околу целиот случај пред да продолжиме понатаму е дека, значи, колку и да го мразам Bitboy Crypto, затоа што е, значи, комплетно свиња американска, не е битно. Значи, на крајот од денот секоја чест на типот на вистина отиде у Бахама и моментално успеа да ја спречи екстрадицијата на дечко од Бахама во Америка, каде што знаеме и сами, кога сте платиле огромна сума на пари, нормално дека би сакале да бидете во затвор во таа држава каде што сте ги пратиле парите, нели? Со оглед на фактот дека он тоа го нема направено за Бахамите, очигледно, и моментално Bitboy Crypto, значи, успеа да поднесе, значи, секоја чест, на денот на негово сослушување за екстрадиција назад во Америка, Bitboy Crypto еден ден пред тоа успеа да поднесе кривична пријава против него во Бахамите за нели истото за тоа што ќе се гони во Америка, со тоа што моментално судот во Бахамите нема друг избор освен да го задржи таму во затвор, затоа што официјално се води прво случај против него во државата во која што е резидент, а откако тоа ќе заврши дури ќе може да се однесе во Америка да биде суден за нели сето тоа што уствари го направил на глобална скала. Сега, идејата што е? Че секоја чест стварно е така, затоа што ако дојде на Америка ќе има хотелски смештај. Ја верувам дека многу ретко такви затвореници имаат лош живот дури и во затвор, со оглед на фактот дека дал пари на правилни места во правилно време, да не заборавиме за тоа. Чисто за да ви покажам дека тоа е така. Значи, не толку наназад, така, во 2020 година, значи, само да ви покажам. Само да ви покажам како тоа изгледа. Значи, на 5 ноември 2020 година објавено дека дечкото е втор по големина донор на кампањата на Џо Бајден за председател, каде што истиот донира повеќе од 5 милиона само за кампањата. Замислете колку дополнително има дадено. Ако ќе го прочитате ова, овдека стои само дека не знам околу 1 милион долари се вратени, така нешто. Значи, замислите само за кампањата дал 5 милиони, ова е само официјално што е дадено легално, се разбираме. Замислите колку има дадено и понатаму. Нели, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи вакво плаќање се прави со причина. Така да имаш джокер кога ќе се случи ваква ситуација да бидеш нели соодветно прикриен, да се заборави сето тоа. Сега интересното е што ако се случи ситуација како што се случи со него да зборува, колку што он зборува, а зборува, значи замислете, најлошото што може да го направи дечко е пред да биде суден, да ги даде сите овие интервјуа, да каже на сите места дека уствари он е практично крив. Значи тоа, како да кажам, кога имате волку лице на платен список на кој што се им давале практично мито, ова е легално мито. Замислете што ќе се случи со вас кога ќе дојде ситуација да
да ве прашаат повторно пред суд. Значи, затоа и истиот не се појави пред Сенатот и тоа беше уопсен точно еден ден пред да треба да се појави пред политичкиот Сенат, така, на Америка, каде што требаше да даде изјава под заклетва, што, например, би значило дека многу од овие сенатори ќе почнат да се препрашуваат еден со друг на кого му даде пари, така, обидувајќи се да ја зацрнат другата страна, и на тој начин многу од овие работи би испаднале на видело пред камери пред целиот свет. Но тоа нормално дека нема да се случи, со оглед на фактот дека станува збор за најкорумпираното срање од држава во светот, и нормално јас верувам дека и он ќе заврши како Джефри Епстин, кој што магично се обеси во својата келија покрај стражари, покрај камери, и камерите престанаа да снимаат во тој момент, и стражарите спиеле во тој момент, нели? Е па исто како што кај нас новинарот се удави во кофа вода покрај радијаторот сам, нели? Исто верувам дека ќе се случи и со дечко поради тоа што многу зборува. Но, еве, да не спекулираме, тоа останува да го видиме, но со оглед на тоа какви се нивните принципи на работа, јас верувам дека е прашање на време тоа кога ќе се случи. Тоа е се што имам да кажам за Чичко Бушев. Ќе напоменам уште еднаш, значи, втор донатор во кампањата на Џо Бајден, чист како роса, значи може да ви каже се за политиката на Америте. Следно, исто така, нешто што е многу битно, што може во еден или во друг правец да делува на самиот пазар, е ситуацијата со Маут Кокс. Значи, да подсетиме, ако се сеќавате, имаме еден член од заедницата, секоја чест, значи, нема да споминјам име повторно, откако бев замолен од него. Значи, фактички, истиот ни е даде информацијата дека до јануари 2023 година, значи, оние кои што направиле клейм, односно кои што направиле барање дека имаат изгубено фактички средства во самиот хак во Маунт Кокс, бараат да им биде исплатено истото, и до јануари 2023 година треба да операт на кој начин тоа ќе биде направено, со оглед на фактот дека моменталната организација после одлука на судот во Јапонија, која што треба да ги исплати овие средства, им дава неколку начини на тоа како ќе го направи, со тоа што им дава да бираат дали ќе бидат исплатени во биткоин, биткоин кеш, пред тоа дури биткоин SV и биткоин голд, но сега моментално како опции се биткоин и биткоин кеш, со тоа што се уште нема точно кажано кога ќе биде тоа исплатено, но со оглед на фактот дека бараат до јануари да биде определено на кој начин ќе бидат примени средствата од нивна страна, верувам дека следно е исплатата. Така да тоа е уште еден од оние потенцијални моменти кои што може да донесе до одреден пад на пазарот, или пак раст доколку овие луѓе одлучат да не продаваат со оглед на фактот дека се наоѓаме во апсолутното дно, но проблемот е што, значи, да не забораваме, ова се луѓе кои што инвестирале назад во 2013-14 година. Така да, поради ова, голема веројатност е дека многу од нив, ако не и сите, се у дебел плюс. Со оглед на фактот дека ако споредиме која е цената на биткоин пред 2013 и сега, станува збор за десетици пати профит. Така, сега, да не заборавиме колку е голема количината која што треба да се врати моментално, а тоа е 141.686 биткоини и 142.846 биткоин кеш. Значи, тоа е комплетната сума која што ќе биде вратена на овие инвеститори кои што изгубиле во тој период. Така да имате го предвид фактот дека ваков тип на голема сума на биткоин и биткоин кеш, доколку се испушти на пазарот, тоа ќе биде голем пат, затоа што, значи, имате голем дамп на пазарот, со оглед на фактот дека ние се уште не знаеме дали овие луѓе ќе бидат исплатени во ист ден, дали тоа ќе биде преку одреден период, значи се уште не знаеме точно вести, така да и ова е потенцијална ситуација која што мора да ја знаеме и треба да се случува негде во почетокот на следната година, така да имате го и тоа во предвид. Сега за главниот проблем за кој што треба да разговараме, а тоа е DCG, Digital Currency Group. Значи, верувајте ми, ова е моментално најголемиот ризик на пазарот. Затоа што Digital Currency Group има неколку сегменти кои што се директно поврзани со пазарот и имаат огромно влијание на пазарот. Значи, разговаравме повеќе за DCG Group, доколку не сте огледале тоа, ќе ве замолам да се вратите назад во нашите вести, она плейлиста која што содржи вести и трейдинг анализи. Најдете го назад, има видео за DCG, така и наречено Digital Currency Group, каде што точно објаснуваме кои се, зошто се толку битни, што поседуваат, што е толку страшно на целиот овој пазар, со тоа што моментално ќе разговараме исклучиво за првенствено што целата DCG значи должи, и второ и многу битно е што прави Grayscale моментално со оглед на фактот дека се уште
не му е дозволено да го отвори спот ETF, значи спот ETF позицијата, односно да почне да го тргува директно биткоинот на берза. Значи тоа е главната цел на Grayscale како еден од 5 основни компании на DCG. Сега, генерално DCG моментално не само во Genesis, туку целата DCG група има практично забрана за повлекување или за исплати, се додека не се среди целиот овој проблем. Со тоа што, значи, тоа е главната ситуација во целата DCG, значи во сите 5 основни компании. Иако може би има некоја лимитирана работа, моментално во прилика така изгледа ситуацијата за нив. Со тоа што проблемот не е во тој сегмент. Проблемот е што моментално многу од луѓето кои што ги следат будно овие вести, посебно за оваа ситуација, тоа што ви кажав, не заборавајте на DCG. Се олабави малку маркетот, добивме некој bounce back, добивме некој горе-доле движење, но сите наеднаш заборавија на DCG. Значи, моментално имаме ситуација во која што последниот пат, да речем, беше многу пострашен за коините кои што Digital Currency Group ги има во своето портфолио. Тоа се Near Protocol, Filecoin, Ethereum Classic и слично. Ќе ги погледнеме сега Zcash, исто така е дел од тие, кои што се во најголема собственост на Digital Currency, како и Litecoin, ако не се лажам, да, и Litecoin беше исто така. Сега, проблемот што е? Во моментот кога се случува целото ова, знам дека сите коини паѓаат. Но оние кои што моментално паѓаат многу повеќе беа коините на DCG, со тоа што овдека, значи кој да е овој Вил Клемент, ги издвоил точно тие коини и моментот кога во исто време во издвоен сите тие паѓаат. Значи прво станува збор за Filecoin, гледаме дека имаме огромен пад, масивен, значи од 4 над 4 паѓа до 3. Тоа е 25% во ова не е, само да видам дали е на ден, не во еден час. Значи ова е чарт во еден час. Замислете за еден час паѓа 25%. Сите се за еден час, да. Значи истата ситуација е и со Zcash, гледате овде. Значи од 9 на од 9,6 на 8,9. Значи тоа е масивен пад. Тоа за 1-2 часа се случува ова. Ethereum Classic од 17, колку е ова? 4 на моментално 15,7. И последниот кој што овде го гледаме Near Protocol од 15,1 на 13, не, од 1,5 до 1,37. Идејата што е? Значи, оно што моментално се сомневаат луѓето е дека, значи, еве, чисто ќе ви кажам точно оно што моментално го кажуваат они. Еве, значи, овдека точно го кажуваат тоа, се обидев да најдам реченицата. Значи, овој кој да е некој аналист, Карол вели вака. Пред да го да кажам реченица, морам да објаснам од каде се тоа потекнува. Значи, кога се поднесува барање за во случајов банкрот или кајна несолвентност, ликвидација, значи во таа ситуација прво сите оние ликвидни средства кои што ги имате, кеш, што и да е, да речем, ги враќате на оние кои што се во случајов, нели, ваши на кои што се им вие должници, односно ги користите ликвидните средства да вратите што можете повеќе од долгот кој што го имате пред да поднесете за банкрот, односно за ликвидација, затоа што нормално тие ликвидни средства многу едноставно може да вратите што повеќе од долгот за да остане што помалку да се заврши преку ликвидацијата на вашата компанија. Сега, затоа и они велат, значи ова моментално продавање изгледа како да се ослободуваат од ликвидните средства, односно се обидуваат да вратат или што и да прават со овие средства што повеќе, затоа што многу едноставно е оние средства кои што ги имате во вашето крипто портфолио да ги ликвидирате. Едноставно правите дамп на пазарот, не ве интересира, сте ги продале по последна цена, вас ви е битно да ги смените во кеш, за истите да може да ги користите, затоа што во денешно време никој нема да врати долг во биткоин кеш. Да бидеме реални, значи тоа е уствари идејата, затоа што значи тоа се очекува. Секој сега нели во Америка на пример можеби поинаку малку функционира. Во Америка вели, значи прво се елиминираат сите ликвидни средства пред да се поднесе за банкрот. Значи тоа е као некој нивни стандард на работа, нормално не сум бил таму, не сум работел, не можам да знам точно како тоа изгледа. Со тоа што значи тоа на некој начин според нив покажува дека можеби Digital Currency Group се спрема за потенцијално поднесување оној Chapter 11 за банкрот. Тоа не значи дека ги се случи, но ова се показатели кои што луѓето се скептични и ги земаат во превид во случај да навистина има нешто во она што нели моментално се очекува. И следно уште една интересна работа, ова е некоја менувачница од Холандија, Bitwavo,
искрено е некоја многу мала затоа што јас например никога се слушнал за неа, вели дека има liquidity проблем затоа што моментално има голем дел од нејзиното портфолио, односно точно 17,5% заглавено во DCG, каде што тоа се уствари околу 300 милиони долари, кои што практично она на некој начин, дали е тоа влог или што и да е, не е точно вече овдека, значи се внесени во самата DCG, која што моментално вели дека сите моментално повлекувања од само да значи моментално она што го има истата е против Genesis, значи од Genesis треба да ги повлече средства, затоа што моментално Genesis знаеме и сами дека нема никаков повлекување од Genesis, замрзнато е се. Значи тоа своевидно е и нели за цела DCG група, затоа што Genesis е дел од DCG групата, со тоа што во оваа ситуација, значи уште толку покажува дека навистина имаме голем проблем низ целата Digital Currency Group, затоа што истите не може да си ги повлече средствата, а станува збор за голема сума. Знаеме дека и Gemini го има истото. Сега, интересно од целата оваа ситуација, значи Grayscale Trustот требаше да биде, мислам, би требало фактички се уште да биде, знаете, оној најголем скапоцен камен на круната, затоа што моментално Grayscale Bitcoin Trustот е најголемото, они како што го велат, значи најголемото финансиско возило за Bitcoin, затоа што истото е своевидно, ако се сеќавате многу пати го имам објаснето досега, тоа е начин на кој што вие може да купите биткоин без да купувате биткоин. Односно, кастади на вашиот биткоин врши Grayscale, а вие го купувате по цена која што Grayscale ви го продава, нормално, не по онаа која што има на самите менувачници, со тоа што моментално Grayscale, значи вредноста на акциите на Grayscale биткоинот, кој што е повеќе од 600.000 на нивните портфолија на Coinbase, е 50% во минус. Тоа значи дека сега моментално ако вие купите половина биткоин, доколку акциите се вратат на нормалната вредност колку што е самиот биткоин, вие ќе имате фактички дупло, ќе имате цел биткоин. Значи моментално по толку голем дискаунт го ги продаваат акциите за овој биткоин со цел да соберат повеќе пари. Сега, проблемот е што тоа моментално не се случува со оглед на фактот дека сите имаат резервирани стравови за оваа ситуација, и дополнително на тоа мораме да напоменеме дека главната цел на Grayscale беше овој фонд Custody Bitcoin кој што го има да го пренесе во званичен ETF во кој што ќе може како спот, односно директно да го стави целата оваа количина за трейдинг на стандардните традиционални пазари. Што по втор пат, ако не и трет пат, им го одби Securities and Exchange Commission од Америка, односно SEC, или Комисијата за хартија од вредност од Америка, пошто истите веднаш поднесоа тужба, уште пред 2 месеци, ако не се лажам. Проблемот е што оваа тужба ќе треба време да се реализира, а во меѓувреме, значи GBTC е уствари името на хартиите од вредност кои што они ги продаваат во противвредност за биткоинот кој што го чуваат како кастади на своите клиенти, е се повеќе и повеќе. Значи, гајде, 49% под цената на официјалниот биткоин моментално е цената на GBTC акциите. Проблемот е што луѓето, дури и да е 50% нели во минус, ако вие доживеете да се случи колапс на Grayscale, тоа е исто како да сте инвестирале во 50% од биткоин кој што никогаш нема да го добиете. Така да имате во тоа предвид, моментално е таквата ситуација што станува збор за тужба која што потенцијално можеби ќе биде добитна со оглед на фактот дека станува збор за една од најголемите корпорации во Америка, но за жал моменталната ситуација каде што моментално се должни и во други компании кои што се дел од самата Digital Currency Group, ова не е добар знак, со тоа што ако се случи ситуација во која што ќе мора да се буквално направат дизолв, односно да се разделат сите овие средства, ќе биде многу голем проблем затоа што станува збор за повеќе од 600.000 биткоини кои што успеа да ги акумулираат во текот на времето, кои што ако се вратат на пазарот ќе биде многу голем проблем. Сега, интересно од целата оваа ситуација е дека моментално истите имаат, да речам, некој бекап план кој што е доста интересен. Значи, они идејата им е дека доколку не успее се тоа, ќе се обидат за да не направат дамп на самиот пазар, да им го понудат она што го имаат моментално како биткоин на своите практично инвеститори по одредена сума која што ќе биде помеѓу нив нели разговарана со оглед на фактот дека моментално хартиите од вредност GBTC се многу, да речем, паднати. Значи практично тоа е ситуација во која што они ќе се понудат
на своите инвеститори да им дадат од биткоинот да го земат во свој кастади. Значи практично да им го предадат, во противредност истите да им дадат одредена сума на нели пари кои што ќе договорат помеѓу себе. На тој начин фактички да направат дизолв на овој голем шер, значи на овој на најголемиот фактички фонд за биткоин и на тој начин да не направат дамп на пазар. Но ова е само предлог. Значи далеку сме од сето ова, моментално главната идеја е и понатаму, затоа што моментално официјалниот судски процес трае, започнате и веќе почна она предавање и нели соодветни чекори кои што се превземаат од едната и од другата страна во однос на овој случај, така да мораме да видиме како се тоа ќе се заврши, но во секој случај добро е дека се уште се борат. Значи тоа се добри знаци, покажува дека навистина се обидуваат да го спасат сето ова, затоа што не сум ја загрижен дали ќе се спасат. Мене ако ме прашувате, не треба да постојат, но подобро е да се спасат за да не направат уште еден голем дамп на пазарот. Значи јас нели, секогаш сум расположен да купам уште кога ќе падне пазарот, но идејата е дека ова ќе биде навистина голем дамп на пазарот кој што проблемот не е толку дампот колку што е репутацијата на криптосекторот која што и понатаму се оцрнува од луѓе кои што не знаат што прават на пазарот. Кога веќе станува збор за не знаат што прават на пазарот, Voyager и Three Arrows Capital, ако се сеќавате, значи Voyager пропадна, истите поднесоа значи апликација фактички на иницијатива за банкрот, во која што моментално се уште имаат одредено портфолио, кое што некој треба да го превземе, да го ликвидира и да ги врати парите на практично во случајов побарувачите од Voyager, со тоа што во оваа ситуација, значи Binance US во договор со Voyager пред судот поднесува 10 милиони, ова е така да речено и во in good faith, значи практично ги заложува овие 10 милиони дека ќе превземе оваа обврска и дека ќе окупи моментално портфолиото на Voyager, кое што е оприлика 1 билион, 1,022 билиони, со тоа што ваквото купување ќе биде со цел исто да биде ликвидирано и постепено средства да бидат вратени назад на луѓето кои што имаат кои што биле инвеститори во Voyager. Значи тоа е главната цел, судот го надгледува сето ова и ова треба да се заврши до 18 април 2023 година, кога тоа би било фактички официјализирано и од тој момент ќе се знае точно како се до тоа ќе се одвива понатаму. Значи, еве, гледајте, 10 милиона платени како депозит за да се направи сето тоа. На 18 април фактички треба сето ова да се заврши, овој договор, со тоа што, само да видиме, a hearing will be held by the President Bankruptcy Court to approve the purchase agreement on January. Okay. Значи, ќе се заврши целиот до 18 април, но официјално ќе биде официјализиран на 5 јануари 2023 година пред суд. Значи, тоа е идејата, со тоа што ова е добра вест, затоа што, значи, без разлика дали е Binance, без разлика кој е, како што кажавме, значи, тоа што кажа Никола во нашиот претходен подкаст, тоа е на вистина, дека едноставно барање месии, барање на компанија која што ќе биде морална, тоа е научна фантастика. Значи, се додека станува збор за човек, без разлика колку и да е добар, едноставно твојата позиција со време ќе те корумпира. Ќе се најде момент во кој што ќе подлегнеш на притисок, ќе подлегнеш на што и да е и ќе го изгубиш тоа како репутација, затоа што станува збор за крајно компетитивна сфера, многу покомпетитивна од традиционалните пазари, така да имајте го тоа во предвид. Значи, немаме потреба од меси, имаме потреба од добри вести, а добра вест е тоа што моментално Binance го превзема ова, затоа што на тој начин ќе има разрешница на оние кои што практично се доверители на Voyager, а нормално сите го сакаме тоа со цел да се заштитиме еден со друг и на тој начин да научиме лекција да не го правиме тоа повторно. Тоа се поистоветува со оно што постојано го кажуваме, не постои подобро од self custody. Во ред грешки се прават, во ред на тој начин може да изгубите пари, но на овој начин вие сте ја направиле грешката и сте ги изгубиле парите. На овој другиот начин, каде што вие сте ги давиле средствата во одредена менувачница или што и да е, значи тоа не е ваша грешка, а вие сепак немате своји пари. Така да имајте од тоа предвид. Јас ќе напоменам уште еднаш, подобро е да се потрудите да научите и да ги задржите вашите пари за вас, со вас, отколку да го направите обратното, да ги дадете на некого и после веќе да ги немате. Значи многу едноставно е, останува на вас да одлучите кој ризик е поприфатлив за вас, но јас лично ако се прашувам, не постои подобро од тоа да ги имате своите средства постојано под своја контрола.
Сега, следно многу битна работа која што моментално Виталик, значи знаете, Виталик Бутерин е уствари еден од основоположниците на Ethereum заедно со Хоскинс и со основоположникот на DOT, заедно во тоа време нормално. Значи гостува на овој што и да е некој подкаст, очигледно, така изгледа. Како и да е, значи интересното е што го прашуваат кои се најголемите можности во крипто секторот. Значи вели вака: три можности се вика, да речем моментално, што он сам ги гледа, ги воочува, како нешто што може да ве направи следниот тајкун, така речено. Значи во оваа ситуација имаме првата, која што е да направите wallet, кој што ќе биде, да речем, нешто поинакво, некоја покреативна верзија на wallet од она што моментално го има, кој што би го користеле голем број на луѓе. Го вели тоа затоа што моментално се наоѓаме буквално чекор пред апсолутно прифаќање на криптовалутите, ако не криптовалути, станува збор за CBDCs, во секој случај станува збор за соодветен блокчейн технологија wallet, кој што вака или така, доколку го направите во ова време, има голема шанса да биде користен огромна бројка на луѓе. Колку повеќе луѓе, толку повеќе физ, колку повеќе физ, толку повеќе моќ и пари. Така да првата идеја која што ја кажува е да направите нешто поинакво во wallet индустријата, во тој дел, кој што би ги примамил луѓето да дојдат на вашиот wallet. Второто, вели, оној кој што ќе успее да направи stablecoin, кој што е resilient, односно отпорен на било каков тип на овие моментални економски појави кои што се вообичаени, затоа што ова не е одеднаш, че ова е декади и декади на економски појави. Значи, дури вели вака, значи ако успеете, а и економските појави, но ако успеете да направите коин кој што би бил потенцијално отпорен на US долар хајперинфлација, значи во случајов нели американски хиперинфлација на американски долар, тогаш вие имате следното најдобро нешто, односно зошто го вели тоа и стварно е направо, затоа што значи замислете вие да имате стейблкоин кој што доколку паднат фиат валутите би бил стабилен. Значи моментално тоа не е можно затоа што сите стейблкоини кои што ние моментално ги знаеме се на еден или друг начин врзани директно со или одредена валута или пак да речем со злато или со некој друг ресурс. Така да во ситуација вие треба да најдете нешто што нема да биде врзано со нив и што може да ги надмине. Но за жал моментално тако нешто нема, но во право е како што го вели самиот тоа, дека моментот кога ќе се најде некој што ќе најде стейблкоин кој што е многу подобар, да речем, од самите моментални валути, поради некоја причина, дали ќе биде тоа алгоритмиче, дали ќе биде било што, значи тој, верувајте ми, ќе биде најбогатиот човек на светот. И последно, вели, било кое откритие кое што ќе направи напредок во Web3, да може да го превземе приматот од Facebook, Google и Twitter, например, моментално, кој што вели ги имаат клучевите на сите логини во светот, што е управо. Значи, моментот, оној кој што ќе успее да направи било каков тип на броусер, апликација, што и да е, што ќе ги превземе поголемиот дел од луѓето од Web 2 на Web 3, односно да се преселат на оној нов децентрализиран блокчейн интернет, кој што нема да биде директно поврзан со провајдерите кои што моментално се оние кои што ве исклучуваат и уклучуваат кога нив им одговара. Значи, тој сигурно ќе биде еден од најинфлуентелните, значи најбогатите и на некој начин тоа е моментот што ви можеле вие да го направите како напредок во оваа технологија, да навистина ви даде соодветно место по кое што ќе бидете запамтени во историјата. Така да, ова се навистина интересни идеи, што стварно се оправо, и поентата е што тоа се на некој начин и основните три напредоци кои што би се чекале, затоа што било кој, сега е првиот можеби не е толку битен. На вториот и третиот стейблкоин кој што би ги надминал основните валути или пак апликација броусер, некаков ентитет кој што би ги превзел сите овие корисници на Web 2, се уствари на некој начин оној stepping stone, буквално скалата која што ни е потребна за да преминеме на блокчейн во целиот свет. Сега, следно, само да ви покажам, значи, оно што моментално Мурика го зборува, Нигерија го проба. Значи, сега ќе ви кажам како, што вела backfire, значи како ќе ви се врати назад она што се обидувате да правите глупости кога станува збор за криптосферата. Значи, уште од 2019 година, јас сум темелно запознаен со овој случај, затоа што го следам, но не е толку битен за да го кажам, да речем, на каналот, но сега моментално е. Сега ќе ви кажам зошто.
Значи Нигерија е прост пример дека не можете да одите против крипто. Не можете да одите. Сега ќе ви покажам зошто. Значи во 2019 година Нигерија ја официализира и го пушта, значи во профит Наира, значи CBDC проект со кој што нивниот Наира, да речем Наира валутата нивна е дигитализирана и се пушта во оптек со цел граѓаните да ја превземат и да ја користат наместо кеш. Проблемот што е? Од 2019 година до сега, значи, официјално, сите овие години успеале само 0,5% од населението да ја земат и да ја користат. 0,5%. Моментално судот се обидува да направи, значи, судот пред неколку дена ова, како беше пред недела дена, за веќе да го запре тоа. Донесува одлука со која што моментално се намалува, значи, драстично лимитот по кој што може да извадите кеш од банкомат или од банка на моментално од 500, сега ќе кажам точно, од 100 до 20.000. Зборуваме за било кој, да речем, било која физичко лице. Значи 100.000 наири е во евра околу 200 евра на неделно ниво. Од 100 до 20.000 прилика. Така, значи еве и максималната вредност да е 100, значи вие фактички може во текот на еден месец да извадите само 800 евра во кеш во Нигерија. Со тоа што ова директно се враќа како бумеранг на државата, затоа што луѓето се во оваа држава исклучиво, значи сега иако е афричка држава, се навистина научени да користат крипто и го прават тоа постојано и истите се обидуваат да заобиколат наерата на секој можен начин. Со тоа што да не заборавиме дека моментално истите, значи гледате сега до каде оди се тоа. Официјално во 2021 година во февруари имаме целосен кракдаун на крипто, со тоа што криптото е целосно банирано низ цела земја, за тоа што исклучиво се користи крипто, луѓе тргуваат со крипто на дневно ниво. Со тоа што ова не е само бан на крипто, туку доаѓа до радикална ситуација во која што на банките им е забрането да даваат, значи, било каква услуга доколку се најде било каква трансакција поврзана со крипто менувачица, треба директно да се направи бан на сметката на тоа лице. Дополнително, сите менувачници се на некој начин не избркани, туку им е кажано дека нема веќе работа со криптовалути во Нигерија. Тоа е февруари 2021 година. За наеднаш да се вратиме во ситуација во која што вели вака. Нигерија само што не поминала фактички закон со кој што ќе се признае биткоин и останатите криптовалути како официјален тендер на целата нејзина територија. Значи, ова ви е во скратена постапка како изгледа оноа кога владата се обидува да го надмине ова, да најде некое нејзино решение со кое што нели ќе има контрола над своите граѓани, не успева и сега се враќа и се обидува да се преправа дека ништо не се случило. Значи имате прво CBDCs неуспешни, само 0,5% од населението не се заинтересирани воопште. Имате бан на криптовалути, кој што како таков очигледно не работи. Дури и кога сте забраниле, значи банките мора да ги банираат сите оние кои што имаат користено било каков тип на крипто менувачници, криптоменувачниците не смеат да работат на територија на Нигерија. И трето, ставате дури и бан на лимит, односно на cash withdrawals до 200 евра неделно, се со цел да ја избустат оваа наира која што моментално имаат, за само неколку месеци подосна, значи прво се повлекувате од банот, значи очигледно нема веќе ништо од тоа. Второ, ги легализирате биткоин и сите криптовалути, значи не сите, ама нели некои претпоставам дека ќе бидат легални, што на самиот почеток поголемите, да бидат фактички легални на територија на Нигерија, да бидат користени од вашето население. Што е класичен пример на она што постојано го кажувам. Не постои начин како државата може да ви го забрани тоа. Зошто? Јас не морам да купам во Нигерија, јас не морам да купам ништо во Нигерија, ни па морам да поврзам сметка од да речем нигерска, да речем банка кон некоја менувачница. Ја можам, како оваа ситуација, да направам сметка онлайн, Revolut во Англија, англиска банка, да користам Binance кој што е интернационален. И никогаш овие средства нема да бидат никако поврзани со моите сметки дома. Со тоа што на крајот од денот овие крипто средства кои што јас ги имам не се ни во Нигерија или па ако се на мој леџер што нема никаква поврзаност со финансиската инфраструктура во Нигерија. Така да тоа што Нигерија го научила и ќе го научат многу вие паметниве држави наскоро е дека
џабе ви е се додека постои интернет, јас можам да направам било каква тип на трансакција која што не може да ја откриете. Значи, вие да откриете, пак немате легален идентитет да направите нешто околу тоа. Така да, сакате или не, на крајот од денот ќе ви напоменам уште еднаш, значи криптото е непобедливо. Станува збор само за време кога конечно ќе мораат да си признаат дека се победени, затоа што нема начин како да го запрат. Значи, два исхода има. Првиот е да имаат она што моментално G20 се обидува да го направи, глобална регулатива со која што ќе може да направат глобален кракдаун. Секоја држава сама по себе никогаш нема да успее да го победи крипто, затоа што крипто е глобално и е многу поголемо од секоја држава сама по себе, па дури од Бурика, значи и од Кина очигледно. Но, ако направат глобален напор, како што тоа моментално се случува со G20 членките, да направат некаков тип на, да речем, не знам, глобална инфраструктура заедно со FATF, значи тоа се сите овие големи глави кои што се обидуваат да го уништат или забранат крипто секторот, значи затоа и моментално толку немаме регулатива, они одамна ќе го регулираат овој сектор. Они прво се обидуваат дали може да го уништат, па ако не можат, тогаш ќе мора да го прифатат. Но во меѓувреме главната иницијатива што моментално се случува, како што може да видите сегде, е како можеме да го забраниме, да го сузбиеме, да го оспориме, да го извадиме од кај нас. Проблемот е што вие ќе го извадите од кај вас и ќе дојде ситуација во која што целиот свет ќе го прифати, а вие ќе бидете последни. Значи, тоа не е ситуација во која што сакаат да се најдат државите. Прост пример. За разлика од Наира и Нигерија, Аргентина моментално во една од своите провинции, Сан Луис, официјално самата провинција ќе направи свој стейблкоин кој што ќе се нарекува Активо Дигитал Сан Луис де Аоро, кој што уствари ќе биде стейблкоин на територијата на Сан Луис и ќе може да се користи како стандардно платежко средство во противредност на доларот, со тоа што самата администрација на Сан Луис го превзема ризикот и практично ќе го води овој стейблкоин, со тоа што ќе ги држи оние против средства како колатерал, со цел да може да го издава. Во превод, вие фактички давате средства на самата, во случајов, администрација, што и да е тој орган, а она вас ви дава противредност стейблкоин, а таквите средства кои што вие сте ги внеле, ги чува како колатерал, затоа што секогаш овој стейблкоин мора да биде покриен еден со еден. Значи, тоа е основната работа на стейблкоин. Така да, моментално гледаме дека имаме држави кои што гледаат дека нема избор и дека мора да се прифати ова затоа што не ги прашува никој нив. Значи, ова е првата одлука која што конечно ние не мора да ги прашуваме државите. Значи, ќе напоменам уште еднаш. Во Македонија вас не ви е битно во парламент дали го сакаат или не го сакаат ова. Не ви е битно дали они изгласале за или против. Зошто? Затоа што најчесто вашите пари не се ни во Македонија. Ги чувате на Кракен и Binance кој што има, не знам, во некоја држава негде представништво, значи дека вашите средства не се во таа регулатива. Значи, дома нема право никаква регулатива да наметнат на средства кои што не се наоѓаат во истата. Се разбираме? Значи, поентата е што они се уште не разбираат дека иако они имаат право да ве даночат вас, на пример, за профит на македонска територија, они немаат право да даночат ништо од оние средства кои што не се враќаат назад во Македонија. Значи, ако јас се вратам моментално во Македонија, а моите пари се уште се наоѓаат во Малта, на малтешка сметка или на не знам што и да е, надвор во Македонија, Македонија нема никакво право мене да ме даночи. Никакво, затоа што прво моите пари не се со мене, не се дома, кај мене. Од друга страна, значи, нели, ова е пак некоја сива зона затоа што они се обидуваат да најдат начин како и тоа да го сузбијат. Идејата е во тоа што на крајот од денот, дури и да го даночат тоа, е подобро и да направат регулатива со која што ќе го прифатат од овој моментално лов на вештерки што се случува низ целиот свет, кај што се обидуваат да најдат, значи, како да го сузбијат. Така, значи, ќе напоменам уште еднаш, да, постојат лоши актери и луѓе кои што вистина го користат ова за негативни сврхи, тоа е точно, но наместо да се фокусира на тие лоши актери, они се фокусираат на целата криптосфера да биде укината, што нема да им успее. Јас мислам дека 99,9% нормално секогаш мора да оставите една мал процент за евентуална ситуација за нешто што не сте го предвиделе, затоа што секогаш постојат непредвидливи работи. Може ќе направат супер компјутер кој што ќе успее да ги банира сите компјутери на биткоин во исто време, мајнери. Така, значи не може да знаете никогаш. Но моменталната ситуација и технологија која што ја посетуваме покажува дека државите немаат ниту блиску до капацитетот кој што е потребен за да можат да го сузбијат криптото и да го забрат. А ако не можат да го направат тоа, погодете што. Значи, ако не можете да го победите, придружете му се. Ете, тоа моментално е оно што го гледаме во светот
и прашање на време е кога ќе се случи. А јас верувам дека следниот bull market 2024-2025, значи вака, или ќе имаме bull market, кој што ќе биде нормален bull market и во кој што ќе направиме сите соодветни пари, или ќе имаме bull market кој што ќе смени лицето на целата финансиска, да речем, на целиот финансиски сектор во светот. Значи, ако тоа се случи, дали ќе биде во 2024, или во 2028, или во 2012, 2032. Значи, во еден од овие биткоин циклуси сигурно ќе се случи затоа што бул маркетот напоредно значи и ширење на самата идеја и знаење за криптовалутите и едноставно државите нема начин како тоа да го забранат. Не постои начин. Значи, вие кога имате профит од огромни размери, не може државата да ве убеди дека нема профит кога тоа се случува 3 пати поред, сега ќе биде четврт пат кога тоа ќе се случи во 2024-2025. Значи џабе колку и да ви кажува вас дома Народна банка на Република Македонија дека тоа е ризично, кога вие гледате дека луѓето направиле том пари преку тоа. Значи ризично е, ама луѓето направиле пари. Се е ризично. Хартии од вредност се ризични, обврзници се ризични, ресурси се е ризично. Значи крајот од денот се и вашите основни валути кои што ги имате се крајно ризични затоа што постојано ги јаде инфлација. Не постои нешто што нема ризик. Постои ситуација во која што вие треба да го менаџирате својот ризик и да видите што за вас е поприфатливо. Потенцијална добивка наспротив потенцијален ризик. Треба вие сами да направите проценка што за вас е поприфатливо. Така да, со ова ве оставам во ова видео да завршиме, мислам дека е доволно. Ги кажеме сите оние вести кои што ни се горе-доле познати. Значи, како што кажав, на крајот од денот мора да го запазиме овој дел со фундаментална анализа и да го следиме, затоа што гледаме дека во овој дел, затоа и правиме 2 пати неделно вести, гледаме дека во овој дел фундаменталната анализа е дури и побитна од самата техничка анализа, со оглед на фактот дека некогаш вакви фундаментални вести може комплетно да го однеса пазарот во спротивен правец од оно што моментално сме го нашли на техничката анализа. Така да, ќе гледаме утре да направиме техничка анализа, ќе дадам се од себе тоа да биде така, ако не нормално ќе биде следниот ден. За жал, моментално како што може да видите, сум доста зафатен со овие новогодишни празници и кариерата во мојот хотел. Така да имајте го предвид тоа. Се надевам дека ви се допадна вестите за овој момент, се надевам дека ви се допаѓа работата за нашиот канал, како и секогаш мала помош од вас е тоа што бараме да информирате луѓе кои што сакаат да научат за крипто за нашата работа, со тоа дека и самата наша Македонија конечно има свој крипто канал. За квалитетот на каналот може вие да зборувате, не мора да зборуваме ние. Вие сте нашата најдобра реклама со оглед на фактот дека овој материјал е бесплатен и го правиме со цел да се прошири знаењето за криптовалутите во нашата мала држава, па и пошироко, затоа што на крајот од денот, ако не го направиме тоа ние, изгледа дека никој нема да го направи, нема интерес за тоа моментално. Така да ви благодарам уште еднаш за поддршката, како и секогаш, се надевам дека ви се допадне материјалот од нашето видео денес. Имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGB.